И еден пријател мој сега покоен, Трајан Лазаревски, кој нега на дан Ѓурѓевдан седемо, и викам дедо Трајане, да те прашам нешто, што си ти чул од старите, дедо, баба, некои легенди за селото Вакъв, нешто у близина на селото. И он ми кажа, кој слушай Стефче, ја нешто што ќе ти кажа. Наш стар дедо и наша баба велика кажувале са дека у селото се од памти век зборило дека од долна Македонија за горна Македонија да пренесе пошта некој, тоа време како се поштари и тега, бил натоварен с жито, мед, попутно со сите работи што треба да ги научи да ги пие, и амонето бил залиен у воловски рок восак. Значи, овој поштаро не знаело тој време што треба да донесе од заштината. Ама требало да застане, да отиде кога ќе замине Свети Николе, кога ќе дојде од Татомир, треба да фате лево да отиде на Царски кладенец, зашто на Царски кладенец имало стражар што да чува кладенецот за царо што пие, што ладуе, а имало и рудник за вадење. Местото си Дънданаска вика Рупи, војската тој вадила руда, а го топила златото на Цоцев камен и царо бил цар Македон. Ама поштаро војнико фатека дъжд и пшеницата му прорате, виното му скиселе и устата му испукала за неколку дена со мед. Ама у селото Вакъв од памти век си имало живот. Имало близнаци Мирон и Аритон. И дошло време, најдет го они дека залутал човеко, приберет га дома, ама рекле, слушај, пошто кој нас има царски кладенец, задужен е човек што носе вода за царски кладенец, за царо за вода, ај ќе го ставимо до нега, пони натаму нека се оправи. И го одведеле до царскиот кладенец, предале га на тој стражар. Ама не тоа му го даде, ама повратна информација од царо рекла кој. Тој што ја донесел аманет, да остане да живее туј. Царски птици да ране и царска вода да служи на народ и на војска да служи за лековита вода да биде за царскиот кладенец. Дојде после известно време дека тие путни врски биле. Такви податоци за овие легенди има соберено и Илија Китановски, има соберено и Александар Апостолов 72 година у теренските истражувања, ама са тој све у ракопис, не са можеле да се објават. И точно време дојде на идеја се монети на Александар Македонски. Ја уште наш кога повторил прашањето на дедо Трајан. Дедо Трајане, да те прашам нешто, имало ли е кој да е наседан живот? И он ми кажа, дете, и мало ли е, не мало ли е, ние смо чуле дека има царски пут, царско село Страцин, царски кладенец, царска царева чешма нова. Сега тој се од генерации, кажувања, легенди, преданија, соберени, пресоберени, нешто се и додало, нешто се и одземало. Меѓутим, за дедо Трајан што ми го е кажал, дека местото и ти што имаш оли викендица, местото се вика Лука. Некојаш пут реката била полна со шојки путувале према Пчиње, према Вардар. Значи имало пут за беломорски пут што се иде. Ама тој се све дел од легенди, научно не е потврдено да се каже, да се истражува, да се види. А важно старите што кажува дека у селото Вакъв значило свето место, дека имало и влашки кладенец, подрак од властите стокаше чуват на Ѓурѓевдан да се овците попрскат, и за царев кладенец кажува дека војската се лекувала и се дава и за царов вода и за војниците да се мијат. Царски птици Дънданаска постојат у село Вакъв, орли, гребли, утов камен. Значи тоа е било измеѓу горна и долна Македонија, и ако праша сега некој, точно ќе ти каже дека е горна Македонија и Кратово и Горноград.